Младинската сиромаштија, нискиот студентски стандард е меѓу најгорливите проблеми во Македонија, порачуваат студентите. Бараат конечно исполнување на политичкото ветување, изградба на студентски град по примерот на оној во Софија, место прилагодено на студентите со цел конечно решавање на субстандардните услови во актуелните домови. Колку пати ветиле во последните 10 години дека ќе ги поправат студентските домови, вие би можеле да градите цел студентски град за тие 10 години, а тие не може 2-3 работи да наместат во студентските домови. Студентски град беше повторувано предизборно ветување на Социјалдемократскиот сојуз, но и поречиси 8 години власт. Се уште нема ни камен темелник. Во Скопје кај студентските домови Гоца Делчев и Стив Наумов ќе изградиме студентски град. Ова ќе значи повеќе инвестиции во просторот со комплетно нови модерни архитектонски решенија, како и функционални содржини, спортски сали, читални, библиотеки, ресторани, киносали и фитнес центри. Од невладиниот сектор порачуваат дека права никој не добил на готово со чекање. Права се добиваат со борба, а како пример ги посочија студентите од Косово, кои поради јавниот бунт често завршуваат и зад решетки. Велат, неопходна е студентска радикализација. Моментално фали некаков по-радикализиран пристап од сите студенти кога се збори за нивните права и нивните услови што ги имаат. Затоа ние го организираме ова. Затоа ние денеска имаме на пример гости од Косово, од Албанија, од Србија, од Бугарија. На пример гостите од Косово 4 пати беа носени у затвор поради радикализираните форми на протест што ги имат организирано у Косово. Од Форумот за образовни промени денес издадоа повелба за студентски права со која предлагаат измени на законите, во кои наместо постојаните запишани 15 студентски права ќе стојат над 60. Помеѓу нив се бесплатно високо образование, укинување на бирократските лавиринти, како и дузина мерки за унапредување на студентскиот стандард и финансиска стабилност.